Црвени мали пиперки кај народот познати како родео се продаваат на пазарот во Пробиштип. Кратовчанецот Михајло Атанасов ги произведува во село Мушково и вели најчесто луѓето ги купуваат за туршија. Се полнат со урда и се складираат за престојната зима, а може да се стават и само пиперки кисели како туршија. Атанасов вели дека бараат многу вода, работа и посветеност и успеваат под ова поднебје. Цената е нормална за овој период од годината и достапна за џебот за граѓаните. Ова е родео, од него се прави, народот го пуни со урда највише ова. А може да се стават и кисели у туршија. Кој како сака, така си ги прави. Тој е вид на пиперка е тоа. Цената од 80 до 100 денари. Кој зависи како е. Да, кој е проберена 80, кој така свежа 100 динари. Сегде ја би ова. Каде садиш сегде, сака многу вода и нормално ѓубре фрлиш и така ќе биде повише. Како туршија може да ја правите, може да ја правите у оцет, у тегли да ја ставате и највеќе ја земат за ја полнат со урда. Иначе вика се родео, народот ја вика гамбе, ама не е тоа гамба, родео е ова. Значи гамбата е поголема и поширока, вака доваѓа, а оваа се помала и за утеглие. Освен малите црвени пиперки, Атанасов продава и уров, или како што вели тој, го продава лекот на иднината. Иначе продаваме и уров. Вие не знам дали е познато, тоа е лек на иднината за луѓето. Помага многу за хемороиди, помага многу за чирна желуднико и највеќе помага за реуматични болести. Значи некој што го болат коските, мускулите, грчеви ако има по мускулите, тоа опушта. Тоа е едини лек на иднината за луѓето. Атанасов своите производи ги пласира и на пазарот во Штип. Вели цените се секаде исти, а со тоа и пазарите се речиси идентични. Најважно е купувачите да бидат задоволни од производите и од самите цени. Атанасов собира и чај за разни болести со цел да им помогне на граѓаните.